На 14 ноември 565 година починал Јустинијан I, византијски владетел од Македонија, цар на Источното Римско царство, христијанин и православен теолог. Познат е по проширувањето на царството, првенствено со воените походи на Велизарий, како и по неговиот брак со царицата Теодора, која била сметана за негов корегент. Изградил голем број храмови, од кои најубав е Света Софија во Цариград. Ги собрал и ги спроведувал римските закони. Самиот издавал многу строги закони против неморал и распуштеност. Ја составил црковната песна Единородни сине и Слове Божи, која што од 536 година почнала да се пее на литургија. Поради неговите заслуги за развојот на црквата и ширењето на верата, светиот цар Јустинијан се смета за светец во христијанството. На 14 ноември 1884 година во Кривогаштани е роден Милан Христоф Ѓурулков. Добива прогимназиско образование во Прилеп и учителствува една година во своето родно село. За време на Илинденското востание е пунктовен началник во родниот крај. Сочетата од 80 лица е под директна команда на Пито Гули, со која учествува во борбата за Црниот врв. По задушувањето на востанието, Ѓурулков останува во четата на Толе Паша, а подоцна е уапсен и осуден на 4 месеци затвор во Битола. Беше тоа на 14 ноември 1897 година, кога една разбојничка чета, составена од 26 луѓе, водена од Коте Голчев од Берово, минува од Бугарија и, располагајќи со јатаци во Виница, влегува по полнок во селото, го убива местниот богат турчин Ќази Мага и еден пољак, а крадат од неговиот дом околу 800 лири. По убиството, четата ја мина границата и се скри во Бугарија. Пољакот бил работник на организацијата и токму тоа убиство стана причина да се расплете и развие страшната виничка афера. Другиот ден, кончарскиот Кајмакам се појавува со стражари и војска во Виница, ги подложува селаните на Ќотек и ги откри соучесниците на бандата. 8 души, меѓу нив и раководителот на комитетот Георги Иванов, син на виничкиот кмет. 14 ноември е ден на ослободувањето на Ѓорче Петров. Беше тоа на 14 ноември 1944 година, кога група македонски артисти, организирани во полупрофесионалниот ансамбл Кочо Рацин во Битола, на македонски јазик ја одиграле едночинката Ѓоре Магаревски од современиот македонски писател Владо Малески. Со тоа било означено раѓањето на Народниот театар во Битола и раѓањето на драмската уметност во Македонија. На 14 ноември 1944 година загинал Бошко Петров Чакалов, македонски партизан, борец за слобода на Македонија и учесник во Народно-ослободителната војна. По ослободувањето на Скопје заминал кон Ѓорче Петров, каде во непосредна близина биле концентрирани бројни балистички банди со цел да извршат напад на Скопје. Во оваа борба против албанските балисти храбро загинал кај селото Сарај. Неговите останки биле закопани на скопските гробишта. Беше тоа на 14 ноември 1944 година, кога загинал Ванчо Димков Хаджипанзов, македонски партизан, борец за слобода на Македонија и учесник во Народно-ослободителната војна. Храбро загинал во борбата против концентрирањето на балистичките сили во близина на Гумово. Посмртните останки му биле закопани во заедничките партизански гробишта кај селото Глумово. Беше тоа на 14 ноември 1946 година, кога во Скопје е роден Денко Малески, македонски политички аналитичар и редовен професор на Правниот факултет во Скопје. Предава меѓународна политика и право, како и современи политички системи. Во 1985 година е избран за декан на интердисциплинарните студии по новинарство.
Од 1991 година до 1993 бил министер за надворешни работи на Македонија, а од 1993 до 1997 година постојан представник на нашата земја во Обединетите нации. Беше тоа на 14 ноември 2001 година, кога 5 републики, наследнички на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, се договорија за наследство од 74,5 милиони долари монетарно злато. Првиот дел од останатиот имот на поранешната земјичка држава е проценет на околу 2 милиарди долари.